Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. Сликата која најпрво асоцира на ромите не е за пофалба, со оглед на тоа дека граѓаните од ромската националност се уште се соочуваат со низа проблеми во општественото живење. Три лица повредени во вчерашната сообраќајна несреќа на автопатот Скопје-Тетово. Во Тетово полицијата на граѓаните им делеше летоци со повеќе информации содржани во нив за јакнење на довербата и соработката. Сликата која најпрво асоцира на ромите не е за пофалба, со оглед на тоа дека тие се уште се соочуваат со низа проблеми во општественото живење. За подобрување на нивната интеграција се спроведуваат проекти, но потребата од нивна целосна имплементација се истакнува и на Меѓународниот ден на ромите 8 април. И на овој 8 април, Меѓународниот ден на ромите, се поставува прашањето колку припадниците на ромската заедница во Македонија ги уживаат правата како останатите граѓани во државата. Сликата која што низ годините наназад најпрво асоцира на ромите не е за пофалба, со оглед на тоа дека граѓаните од ромската националност се уште на дневна основа се соочуваат со низа проблеми во општественото живење. Дискриминацијата како најчестиот проблем кој ги прогонува ромите ја има се почесто. Од неодамна таков е примерот со децата роми во училишта во Битола, на кои не им било дозволено да одат на настава бидејќи повеќето од учениците биле македонци, вели представничка на ромската заедница во Македонија и вработена во Министерството за труд и социјална политика Мабера Камбери, која истакнува дека како светла точка конкретно во Тетово и Гостивар, во последниот период не се евидентирани случаи на дискриминација и го нагласува добриот соживот во овие две општини. Тетово и Гостивар немало случаеви, затоа што сепак мислам дека и во Тетово и во Гостивар ромите не ја чувствуваат таа дискриминација, има еден голем соживот, така да не сме имале такви случаеви. Немањето лични документи уште еден горлив проблем за припадниците на ромската заедница. Мухамед Тучи, главниот секретар во Министерството за правда, вели дека нема напредок во имплементација на законот за лицата неевидентирани во матичните книги. Надзорната комисија, собраниска комисија која што правеше надзор на спроведување на законот за неевидентирани лица во матичните книги, констатира дека нема доволен напредок или нема задоволувачки напредок во имплементацијата, токму заради тоа се бараат нови начини како сето ова да се изведи и токму заради тоа Министерството за правда е задолжено да помогне во подготовка на амандмани кои што треба пратениците да го приложат, да продолжат постапката во собранието, се со цел да се направи измена и дополна на законот за матична евиденција, кој што и текако ќе отвори вратата на решавањето на долгогодишниот проблем кој што го имаат лицата неевидентирани во матична книга на родени. Тоа се околу 700 и верувам дека со амандманите кои што беа подготвени во соработка со Управата за водење на матичните книги, кој што е составен дел како институција на Министерството за правда, тие се тие кои што понатака треба да го имплементираат законот, тие учествуваат што навистина нив им е потребно да се направи и токму заради тоа чинам дека ние имаме и задолжение до крајот на април тоа да го поднесеме до собранието, ќе стигнеме. На 11 и 12 април сега имаме еднодневна работилница, уште еднаш ќе се разгледаат тие амандмани и потоа ќе бидат доставени до собранието на понатамошна процедура. Верувам дека токму и овие амандмани ќе отвори вратата на решавањето на проблемите на лицата неевидентирани и во Тетово кои што ги има околу 20. Од друга страна пак во поглед на образованието, Мабера Камбери нагласува дека во споредба со државите од регионот, Македонија може да се пофали со најголема вклученост на ромите во образовниот процес.
Можам да кажам дека во делот на образование Тетово не се соочува, ромите во Тетово не се соочуваат со таков голем проблем, бидејќи предучилишното образование, проектот во Тетово е започнат уште во 2006 година и секоја година околу 400 деца во рамките на цела Македонија се вклучуваат во предучилишно образование и за разлика од другите земји во нашето соседство, Република Северна Македонија има најголема вклученост на ромите во сите нивоа на образование, како што е предучилишното, основното, средното и факултетите. Питачењето пак, како честа појава кај дел од ромската популација, особено кај малолетните лица, принудени од нивните родители, е проблем кој не може лесно да се искорени, вели Камбери. Не може да се искорени тој проблем, за жал, бидејќи се манипулираат тие деца, се манипулираат родителите на тие деца, и иако центрите за социјална работа се на терен, иако имаме дневни центри за собирање на тие деца, мислам дека многу повеќе ќе треба да се работи со нивните родители, за да се укаже на штетноста од питачењето на нивните деца на улица. Инаку за подобрување на правата и условите во кои живеат припадниците на ромската заедница, во Тетово е формирана посебна проектна единица со програма усвоена од Советот, која ќе имплементира проекти во интерес на ромите. Председателот на партијата за целосна еманципација на ромите во Македонија Самка Ибримовски, честитајќи го 8 април меѓународниот ден на ромите, на актуелната власт и порача дека на вчерашниот настан за одбележување на празникот со тоа што не ги поканиле како политичари од ромската националност, го рушиле нивниот углед, додавајќи дека на нивно место присуствувале представници на невладини организации. Ибримовски најави и протест поради дискриминацијата што ја добиваат ромите. Денес е меѓународен ден на ромите, прослава на ромската заедница, подигање на свеста на ромите за нивните проблеми со кои се соочуваат и подигање на политичката култура на ромите во Република Северна Македонија. Чест ми е како една прва ромска партија која е формирана уште во 1990 година да го честитам и како обврска на нашиот председател на партијата Фаик Абди. Он беше учесник на првиот конгрес на ромите во Чесвит пред Лондон на 7 април 1971 година, каде се донесени заклучоци за химна на Македонија, Джелем Джелем, во превод Одам Одам, знамето на ромската заедница, зелена боја со црвено тркало и символ на тркалото е символ на движењето на ромите во светот. Како символ, затоа е стајано тркалото. Со тоа сакам денес да им честитам на сите роми во Република Северна Македонија, на сите роми во Европа и светот и да им посакам да им се пробуди свеста, затоа што се уште се наоѓаме во зимскиот сон, и да порачам на власта, на председателот на државата и на премиерот дека традицијата од 30 години од самостојување на Македонија, вчера го рушија тој углед на ромските политички партии во Република Северна Македонија, каде секоја година имавме покана од председателот на државата и од премиерот на разговор со нив во делот на проблемите на ромската заедница и честитање на проблемот на ромите во Република Северна Македонија. Со тоа се го руши угледот на политичарите ромските политичари во Република Северна Македонија, ги собраја невладините организации кои на грбот на ромскиот народ заработија голем износ на пари и поединци кои ги викна на прославата вчера, што ја бев разочаран, не дека ние нешто ќе постигневме со тоа што ќе се видевме со председателот на државата и со премиерот, него ќе кажевме, ако ништо друго, барем кои таблети ни требаат за да го излечиме нашата болест. И тука ќе останеш, и како и секоја година, стихотворба еднаш годишно која слушаме и од председателот и од премиерот на државата, дека ќе се подобри статусот на ромите, но тоа не гледаме ништо бенефит, нити нешто се подобрува. Сакам само да укажам дека грешката што ја направија е
ќе има големи последици и ние како политичка партија тоа го планиравме да го направиме после завршувањето на рамазанските постови, да организираме протести во смисол на дискриминација на ромите во секој поглед, како во политичка, така и во други институции каде што дискриминацијата е присутна се уште на жал денеска, и сакаме протести. Тоа ќе го направиме после рамазанските постови, ќе има еден огромен ромски протест и уште еднаш сакам да им честитам на моите роми Бактало, октото април е Роменгоро Романо Диве. Овен састета е Бактале Саваре Ромаки, Република Северна Македонија. Во просториите на Општинскиот комитет Брвеница вчера беше одржана регионална средба на Комисијата за локална самоуправа на ВМРО-ДПМНЕ со цел размена на искуства и идеи со цел поефикасна работа и реализација на проектите ветени во изборните програми, како и подобро справување на локалната самоуправа со негативните ефекти од глобалната економска и енергетска криза. Тука сте на средба со градоначалниците на Брвеница и Егоновце, меѓутоа и со дел од општинските комитети и советниците при советите на Брвеница, Егоновце, Теарце и Тетово. Ке дискутираме за тековните работи кои што се одвиваат, капиталните проекти. Знам дека овдека се работи турбо во овие две општини и луѓето, граѓаните кои што живеат можат да видат голема разлика во однос на претходните градоначалници. Се надевам дека со истото темпо и понатаму ќе продолжат се она што ветиле на граѓаните ќе го реализираат во наредниот период. А исто така да напоменам дека со централната власт, како и во сите општини каде што имаме градоначалници од ВМРО-ДПМН или опозицијата, има одредени проблеми во однос на блок дотации, во однос на реализација на капитални проекти финансирани од централно ниво. И општо во Македонија се провлекува долго време проблемот со финансиската децентрализација, секако со доаѓање на власт на наредните парламентарни избори од страна на ВМРО-ДПМН. Владата на ВМРО-ДПМН заедно со коалиционите партнери, како што вети нашиот претседател, господинот Мицковски, идниот премиер на Република Македонија, ќе одвојува секоја година 250 милиони евра од централниот буџет за реализација на капитални инвестиции во сите општини во Република Македонија. Наш приоритет ќе биде развојот на општините, поголема децентрализација, поблиски општини до граѓаните, како што е и сега, и поголемо делување на финансиски средства од централниот буџет на општините за реализација на капитални инвестиции и проекти со цел подобрување на квалитетот на живење на сите граѓани на територијата на Република Македонија. 3 лица повредени во вчерашната сообраќајна несреќа на автопатот Скопје-Тетово. Кривична пријава за вршење јавен превоз без лиценца заработи 54 годишен тетовец. Билтен на МВР. Вчера во 16 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавено е дека на автопатот Скопје-Тетово пред Клучка Грубчин патничко возило Volkswagen Туран со тетовски регистерски ознаки, управувано од 46 годишник од село Србица Кичевско, удрил во запрено патничко возило Peugeot 208 со скопски регистерски ознаки, во кое бил 52 годишен возач од Струга и сопатник, 24 годишник од Скопје. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил сопатникот во возилото Peugeot, додека двајцата возачи се здобиле со телесни повреди, констатирани во клиничката болница Тетова. Увид на местото извршила екипа од СВР Тетова. Секторот за внатрешни работи Тетово поднесе кривична пријава против 54 годишникот Тетово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, вршење на јавен превоз без поседување на лиценца. На 2 февруари годинава на улица Маршал Титово Тетово, полициски службеници извршиле контрола на патничко возило Volkswagen Passat, управувано од пријавителот, при што било констатирано дека врши јавен превоз на патници без соодветна дозвола издадена од надлежен орган. Во текот на месец март, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово на поширокото тетовско подрачје при засилени акциски контроли, вкупно откриле и законски санкционирале 2063 прекршоци или 171 повеќе во споредба со истиот период лани.
Изминатиот месец, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, на поширокото тетовско подрачје во 30 локални при засилени акциски контроли и редовни активности. Вкупно откриле и законски санкционирале 2063 прекршоци, или 171 повеќе во споредба со истиот период лани. Во контролните активности реализирани во текот на минатиот месец, а поради констатирани прекршоци, односно недостатоци од сообраќај биле исклучени 60 возила, од кои 22 поради стечена регистрација до и над 30 дена, 31 поради утврдена техничка неисправност и 7 поради претовар. Во март исто така од сообраќај биле исклучени 214 возачи, од кои 143 управувале без возачка дозвола, 29 под дејство на алкохол, 17 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања за оваа категорија возачи, 24 со важечка забрана за управување и 1 со несоодветна категорија. Покрај тоа, во месецот за кој станува збор, времено биле одземени 3 возила со истечена регистрација повеќе од 6 месеци. 82 возачки, 42 сообраќајни дозволи. Додека Тетовската ПАЕК служба вкупно подигнала 500 непрописно паркирани возила, најмногу во централното подрачје на Тетово. Минатиот месец вкупно биле изречени 884 мерки за неприлагодена брзина според условите на патот, односно за пребрзо возење, 42 за недавање предност, односно првенство на минување и така натаму. На 2 локации во Тетово полициски службеници на граѓаните им делија летоци со повеќе информации содржани во нив за јакнење на довербата и соработката на граѓаните и полицијата. Оваа превентивно-информативна активност е рамки на кампањата на МВР, Македонскиот полициски синдикат и СВР Тетово. Со денешнава трета поред превентивно-информативна средба, односно активност, втора во Тетово, практично се заокружува планираниот циклус на вакви активности во рамките на заедничката кампања на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, Македонскиот полициски синдикат и секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово на 2 локации во градот на граѓаните им делат пригодно изработени летоци, односно флаери на македонски и албански јазик, во кои се поместени повеќе информации за принципите на полициското работење, главните цели на полициското ангажирање во заедницата, механизмите за контрола на полициското работење и така натаму. Со оваа активност, како што реков, е предвидено и непосредно информирање на граѓаните преку разговор со нив, во кој ќе се информираат, односно поблиску ќе бидат запознати со досега реализираните превентивно-едукативни и информативни активности во заедницата, како мощен значаен предуслов во градењето на доверба помеѓу граѓаните, односно заедницата и полицијата. Всушност, тоа е и примарната цел на денешнава кампања, која беше реализирана и во Гостивар, а тоа е да се прошири, продлабочи, осовремени и унапреди соработката помеѓу полицијата и граѓаните, односно заедницата, во функција на подобрување на вкупната безбедност на подрачјето и обезбедување поквалитетен живот на сите граѓани без разлика на нивната етничка, политичка, економска, социјална и друга припадност. Скопски бискуп и епарх Киро Стојанов на христијанските верници од католичка вероисповед им го честита празникот Воскресение Христово Великден. Во време соочени со најразлични општествени предизвици, доктор Стојанов порача никогаш да не западнеме во безнадежност. Браќа и сестри, со празнувањето на Великден ние христијаните го славиме големиот настан што се случил по Исусовите страдања и смртта на крстот, како што се вкупното великденско таинство ни го пренесуваат Евангелијата во Новиот Завет. Соочени со најразлични општествени предизвици, како што е вештачката интелигенција, на што општеството допрва треба да даде одговор за да се зачува човечкото достоинство, обидите да се испишува нова антропологија,
во која нема место за Бог, опасноста од нуклеарна војна, како и многу други закани, сепак воскреснатиот Господ од празниот гроб, како на Марија Магдалена, така и нам ни упатува зрак светлина која гласи: никогаш да не западнеме во безнадежност. Нашата вера во воскреснатиот Господ може да ги победи сите стравови, вознемирености, неволи и грижи со кои се соучуваме. Христос го победи гревот и смртта. Гробот не можеше да го задржи, така Христос ќе го победи се она што представува грев, закана и го загрозува човештвото, кое што тој го люби и таа љубов ја посведочи со својата смрт и воскресение, правејќи не соучесници на неговото воскресение. При средбата со него да го послушаме и да му се обратиме, а потоа да посведочиме со нашиот живот. Го видов Господа. Честит празник, Воскресение Христово, Христос воскресе! Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен викенд.